Заокружи број 12. Гласај за суверена Македонија. Добар ден, почитувани. Јас сум Маријан Камиловски, носител на листа во изборна единица 2 на партијата Македонска ера трета суверенисти. Со нашите скромни можности во така наречената рамноправна кампања, игнорирани од сите, мораме да ви се обратиме на овој начин и се надевам дека ќе имате разбирање. Зашто тргнуваме денеска? Прво причекавме да ги видиме председателските кампањи и почетокот на кампањата на изборот за пратеници во парламентот. И што да ви кажеме? Брдо флоскули, брдо празни реченици. Да почнеме поред со председателските кандидати. Што ние нудиме, што они нудат. Гордана Силјановска Давковска, сликана пред ротондата, кај што е Уставниот суд или Врховен суд, не знам кој се више таму, кај што се залага за правна држава и слични бла-бла-бла ситуации, независно судство, бла-бла-бла, без ништо конкретно да ви каже. Што е тоа конкретно ние што го нудиме? И ние сме за независно судство и она е за независно судство. Меѓутоа, она е за козметика, ние сме за реално независно судство. Како се постигнува тоа? Па многу едноставно, нашите иселеници од Соединетите Американски држави ни кажаа како. Изборот на судии мора да го правите вие, пошто вие сте носители на суверенитетот. Во Соединетите држави изборот се прави на секои 5 години, кај што граѓаните бираат судии, обвинители и шерифи, односно кај нас началници на полиција. Тоа се конкретни предлози, конкретни измени, кои си постојат у светов и функционираат у светов. На овој начин се превенира корупцијата во судството. Затоа што ако го видите дека е корумпиран, никогаш повеќе нема да го гласат. Напротив, ќе го прогонувате со следниот избор. Тоа е само една од работите кои ние ги антиципираме и ги фокусираме како конкретен проблем, а се профилираме како партија која нуди конкретни решенија. Ова е конкретно решение за конкретен проблем кој горечки ни сигнализираат и од Европската унија, и од ЕУ, и од САД, и од источните земји, некои што сакаат да влегуваме во БРИКС, ни го посочуваат истиот проблем, дека не сме созреани како нација. А не сме созреани затоа што системските решенија ни се лоши. Системските решенија генерираат корупција. Тука е проблемот. Значи, ова системско решение кое ние ви го нудиме, кое постои во Соединетите држави, ја превенира корупцијата. Вие ја превенирате корупцијата на тој начин што вие ги бирате судиите. Без ова немате држава, немате ништо. Имате ова што го имате сега и ќе станува уште полошо и уште полошо. Втората работа, демократија. С каква демократија збориме кога за избор на председател ви треба 10.000 потписи на 2 милиона луѓе? Знаете колку потписи требаат во САД? Исто информација од нашите иселеници. Ако имате партија, 0 потписи. Секоја партија може да кандидира свој председател. Да, унутар партиите они се расправаат, се такмичат кој ќе биде председателски кандидат. Меѓутоа, партијата не собира никакви потписи. И малите партии у САД, кои не знаете ни дека постојат, а постојат, ги има мал милион, и големите партии, као демократите и републиканците, со 0 потписи ги кандидираат своите представници. Ако сака некој кандидат да биде таму независен, може да се кандидира со цели 275 потписи во државата Илиноис, од кај што ни ги пратија овие податоци, а државата Илиноис е 9 милиони луѓе. 9 милиони луѓе. А Соединетите држави се 330 милиони луѓе. Сега направите паралела каква невозможна мисија ви се прави овдека. Значи, втората работа системска која ние бараме овдека се среди, тоа е следново. 0 потписи за кандидирање на председател, доколку зад нив стои партија, и минимален број процентуално еднаков
во однос на овие параметри што ви ги дадовме за независните кандидати. Исто важи и за партиите. Значи сите ние можеме да собереме потписи ако идеме од врата до врата. Меѓутоа ние не можеме да ги собираме луѓето, да ги тераме да идат во изборните штабови да дадат свој потпис. Тоа е исто така бирократска пречка, специјално дизајнирана за да имаме само две партии. Ова мора да се укине. У Германија, например, исто од наши иселеници информација, за регистрација на партија ви требаат 5 потписа, 5 луѓе. Со 5 луѓе вие ги регистрирате партија. Идеме трета работа, меѓународна политика. ЕУ, НАТО, ЕУ, НАТО, ЕУ, НАТО, ЕУ, НАТО. Другиве против НАТО, против НАТО, против НАТО. Че никој не каже конкретна работа. Нашата работа е конкретна, е многу едноставна. Македонија треба да прогласи воена неутралност. Тоа го има Србија, ако се придружиме и ние, веќе ќе имаме ланец од неутрални држави. Воено неутрални. Значи неопходен е неутрален појас од Балтик до Украина. Иначе ние ќе бидеме бојното поле. Мене не ме интересира ни исток, не ме интересира ни запад. И нас како партија секако. Меѓутоа не интересира безбедно живење овдека. А безбедното живење ако се дистанцираме од нивните пресметки. Ова е во однос на надворешната политика. Дали некој од овие, како да ги наречам, а да бидам пристоен, пошто е сепак ова политичка кампања, се заложи за ревизија на приватизацијата? Дали некој зборува за криминалната приватизација која целиот капитал го фокусираше у 12-15 фамилии во држава? Зарем е тоа приватизација, зарем е тоа држава? Тоа е за фрканција. Ние ви го нудиме словенечкиот или чешкиот модел со ваучери, кај што сите вие ќе добиете средства. Па како ќе си ги уложите тие средства? Од вас зависи. Ако оваа држава добие јака средна класа, значи ако 80% од луѓето имаат свој приватен бизнис благодарение на тие ваучери што ќе ви ги дадеме, у тој случај ние ќе имаме стабилна држава и стабилна економија. Сега немате такво нешто. Сега имате корпорација практично, кај што се тепаат овие извршните директори кои ќе бидат, а извршните директори ги викаме парламент денес. Мислам, навистина мора да се консултирате и со нашите иселеници во развиените демократии и полека на сигурно да се информирате, затоа што ова што ви го нудиме ние се реални излезни решенија, ова не се флоскули, не се празни решеници. Ова е нешто што функционира у светов. И ако сакате да бидете суверени, ако сакате да бидете Македонија на македонците, да си имате својата држава, мора да донесете суверенистички закони. Затоа гласајте за суверена Македонија. Гласајте за македонска ретрета. Заукружи број 12. Гласај за суверена Македонија.